Трет уписен рок во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој ќе трае до 18 септември. Ова е последен повик за сите оние кои не успеа да се запишат во претходните два уписни обиди. Иако најголем интерес досега имало на Факултетот за медицински науки. Сепак, како што истакна Мишко Джидров, председателот на уписната комисија, таму веќе нема слободни места. На останатите факултети конкуренцијата е помала, а местата се уште достапни. Студентите имаат рок и утре да ја комплетираат процедурата пред стартот на новата академска година. Токму така, овие два дена, 17 и 18 септември, ги очекуваме студентите да се пријават прво во нашиот систем во третиот уписен рок, а понатаму следува процесот во кој што ние ги верификуваме нивните оцени, ќе ги рангираме и ќе може да се видат во нашиот систем и понатаму следува процесот на нивно запишување на 25 и 26 септември. Со тоа завршува третиот уписен рок, но секој ги повикам оние студенти кои што, би рекол, и од првиот уписен рок, па и од вториот, не ги завршиле своите активности, односно не се запишале, нека го направат тоа, затоа што се уште имаме време до почетокот на првиот академски час до 1 октомври. Има доволно слободно место. Конкурсот од вчера е објавен, третата верзија на истиот конкурс, во кој што има слободни места на поголем број од студиските програми. Оному каде што и во првиот уписен рок беше најмногу гужва, тоа е на Факултетот за медицински науки. Ќе видат сите заинтересирани кандидати дека таму нема повеќе места, би рекол на општа медицина нема, има понекое слободно место во кофинансирање на дентална медицина, но на другите студиски програми има се уште слободни места, така да има доволност да ги погледнат студиските програми, Како што најави Джидров во третиот уписен рок, ослободувањето од партиципација ќе имаат студентите од Филолошки факултет и оние кои се запишуваат на катедрата за македонски јазик. Во октомври рече дека ќе има помош и за студентите со ранливи категории. Во првиот уписен рок беа повеќе ослободени студенти кои што се решија да студираат на Универзитет Гоце Делчев. Во третиот рок сега моментално ќе бидат ослободени само оние на студиските програми на Филолошкиот факултет и оние кои што се запишуваат на катедрата по македонски јазик таму, затоа што таму и постои дополнителна одлука, имаше на факултетско ниво за ослободување на сите кои што ќе се запишат во сите рокови. Така да постои таа можност за нивно ослободување. А понатаму во тек на месец октомври имаме поволност за сите оние студенти кои што имаат некои, би рекол, фамилиарни ситуации во однос на живеат со еден родител, починат родител. Имаме студенти на Универзитет Гоце Делчев двајца кои што имаат родители со минимални примања, така да тој дополнителен конкурс за ранливи категории ќе го објавиме во месец октомври и тие студенти веќе запишани на угода ќе може да бидат ослободени од плаќање на пола партиципација. Инаку оваа година Универзитетот Гоце Делчев Штип очекува повторно да има студенти од странство, а во моментот најголем интерес има повторно од Турција. За нив е предвидено да има повеќе програми на англиски јазик.